Благодарам за најавата, Вана. Да, ние сме во дворот на Основното општинско училиште Кочо Рацин, од каде што ќе може да се види и муралот на солидарност, ако може да се каже така, односно мурал кој праќа силна порака. Тоа е да не се молчи и секако да се сподели, баш за тие податоци кои што ти веќе ги сподели, односно 53% од девојчињата и 19% од момчињата имаат депресивно расположение, но на сето ова се приклучува и Хера по повод 25 години постоење со една многу позитивна приказна за позитивни промени кај најмладите. За таа цел разговарам со Весна Матевска. Пред се благодарам што утрово сте дел од Македонија наутро, па ева ќе започнеме и со првото прашање во однос на податоците кои навистина можеби звучат загрижувачко во однос на процентот на млади деца основци кои што имаат депресивно расположение и како се надоврзавте на сето тоа. Така. Благодарност најпрво за можноста да бидеме дел од утринската програма и да ги споделиме информациите кои што се навистина значени да се знаат и да ги имаат граѓаните на оваа земја. Податоците, да, се фрапантни. Станува збор за податоци кои што се произлезени од ХБСЦ студијата. Тоа е национална студија која што се спроведува во повеќе земји, меѓу другото и во нашата земја во последниве неколку години. Податоците кои што се добиени говорат дека младите на возраст од 15 години, кога станува збор за девојчињата, го кажавте веќе и вие процентот, тоа се 53%, 19% се момчињата на таа возраст од сите млади ученици опфатени со оваа студија. Значи не зборуваме за процент кој што е генерално во целата држава, меѓутоа е фрапантна бројка од податоците на сите опфатени возраст 15 години. Оно што е важно да се спомене, ние како организација сме лиценциран давател на социјални услуги. Даваме поддршка во однос на поддршка на ментално здравје, работа со терапевти, кои што услугите ги нудат бесплатно на граѓаните. Во делот на превенција од родово засновано насилство, исто така работиме со жртви, работиме со сторители, работиме и со млади кои што се жртви на булинг. Во случај кога истите се упатени од центрите за социјална работа низ земјава и истите доаѓаат со решенија, услугите секако се бесплатни. Дополнување на она кое што го правиме како лиценциран давател на услуги се овие услуги кои што и општина Центар сега ги обезбедува за граѓаните во општината, значи сите ученици, сите родители, наставниот кадар, кои што имаат потреба од поддршка и од ваков тип на услуги, ќе можат истите да ги добијат, без разлика дали биле евидентирани во центрите за социјална работа или не, затоа што, оно што е важно, превенцијата почнува многу порано, уште пред проблемот некаде да се евидентира. И ние апелираме сите кои што имаат одредена потреба, сите кои што сакаат да дојдат и да се советуваат, тоа да го направат многу порано. Благодарности до општината, благодарности до училиштето, затоа што муралот кој што веќе го споменавме и е овде позади нас, освен што упатува порака на солидарност, на соработка, подигнување на свеста околу родово базираното насилство, особено врсничкото насилство, дава порака дека треба и да се делува. Молкот не е одговор. Споделете, кога имате потреба, дојдете, обратете се, побарајте поддршка и помош, професионалците се тие кои што се тука за вас и ќе бидат присутни за да ви ги дадат услугите од кои што имате потреба. Да, оно што е особено важно повторно да се потенцира е дека во соработка со општина Центар бесплатно може да побара помош секој за советување и тоа е навистина една позитивна информација која што на многумина ќе им биде добре дојдена, но исто така ме интересира да ни раскажете околу реакцијата и прифаќањето на децата, тоа што муралот е само еден дел од вашата програма и работење со нив, како тие тоа го прифаќаат и колку за нив е важно всушност кога ќе видат околу себе дека не се сами и дека можеби ете токму и од основните училишта ќе може да се посоветуваат и да го споделат проблемот кој што го имаат, а не да го премолчат. Така, како можност останува и работиме на тоа да освен советувалишните директни услуги имаме и едукации. Во делот на превенција работиме со училиштата, соработуваме со Кочо Рацин како општинско основно училиште, во тој дел работилниците се организираат согласно интересите на децата, се интерактивни, интересни, забавни, се организираат во различни форми кои што може и формати кои што може да бидат интересни за вклучување и да побудат самите интерес кај нив. Од друга страна, самите советувалишни услуги се во сетинг кој што е безбеден, кој што е пријатен, кој што не представува една стерилна, страшна средина како задолжение дека треба да отидеш да се советуваш некаде и тоа дополнително ти прави притисок
и отпор, туку самите советувалишни центри и услуги се прилагодени на потребите и се во една пријатна и релаксирана состојба може да се добијат. Така што интересот и за работилниците, можноста и за соработката секогаш ја креираме согласно потребите на младите и она кој што е актуелно кај нив. Значи различни интерактивни вклучување на уметност, како што е впрочем и пораката преку овој визуелен продукт мурал. Креативни работилници, интересни за самите млади, значи не екс катедра предавања кои што понекогаш прават отпор за вклучувањето. Напротив, значи овој тип на соработка, согласно па ќе кажам интересите на младите, се нешто кое што предизвикува интерес и истите тие сакаат да се вклучат. Форум театар е исто една форма која што како ХЕРА, како младинска програма се спроведува. Апел, освен вклучувањето во советувалишни услуги, значи сите кои што имате интерес со согласност од родител, старател, бидејќи со малолетните не е потребна и согласноста од родител, старател, обратете се кај нас. Отворени сме за соработка, меѓу другото би сакале гласот на младите да биде слушнат и истиот да биде понатаму испратен, особено во насока на подигнување на свеста и работа за ментално здравје и превенција од насилство. Ваквите активности се всушност дел од еден голем процес со кој веруваме дека ќе се намалува процентот кој што во моментов е прилично голем во однос на депресивното расположение и булингот како што го споменавте. Благодарам за денешниот разговор. Се надевам дека можеби ќе биде мотивација и охрабрување за да се посети советувалиште. Ви благодарам и на вас за интересот и отстапениот термин. Уште еднаш порака до сите млади, доколку имате потреба, споделете мокот на одговор, јавете се, тука сме за вас. Ќе ни биде драго да помогнеме. Да, благодарам уште еднаш. Тоа беше разговорот со Весна Матевска од ХЕРА во однос на муралот кој означува и символизира нешто многу подлабоко, а тоа е да не се молчи, да се сподели, особено кај најмладите, така што по повод 25 години постоење од ХЕРА, ова е проект и една од алките кои што помагаат во процесот на оздравување на новите генерации и особено кога се почнува од најмладите, тоа е навика која што понатака нема да има ограничувања во тоа дали да се посетува психолог и вакви слични активности кои помагаат во менталното здравје.